ако љубовта е светлина. Тогаш целиот мрак од целиот свет не е во можност да ја сокрие светлината на најмалата свеќа. Завет е серија која го смени животот на многу влюбени души, кои препукнуваат под товарот на традицијата и заклетвата, барајќи ја и наоѓајќи ја својата светлина. Ги чепкаше станиците на ова радио. Сонат? 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 Ќе ти речам добро утро, Лејла, ама изгледа нешто не си расположена. Сонат, повторно се измешале станиците на радиото, не можам да ги наместам. Имаш едно штурче, се шеташе тука утрово. Изгледа имало нешто битно да ти каже. Јас реков никој да не ми го чепка радиото, Сонат. Ако го видиш штурчето, кажи му. Чекај, јас сега ќе средам. Во меѓувреме дојдоа багремите што ги очекувавте. Дојдоа конечно. Прекрасно. Но денес треба да се насадат, Сонат. Ќе ги насадиме, да. Добре што си тука, Сонат. Јас денес треба да одам во болница. Докторот ме повика за некои анализи. Добро утро, штурче. Ти повторно си тука? Да, веќе секој ден ќе доаѓам. Во ред, да не се налути мајка ти повторно. Јас веќе порастав. Мајка ми не може да ми се меша. Интересно. Добро. Денес нервозна ли е? Види, денес била годишнината со Мендерес, но загрижена е малку бидејќи Мендерес е во Дамаск. Ќе тераме некако, ајде. Супер! Може би ќе се разведе од Мендерес. И онака постојано ја остава Лејла и оди далеку. Да не те слушне, Лејла. Нека слушне. Да не е тој човек Лејла досега? Да. Што ќе се случеше тогаш? Ало, и јас мислев на тебе, Мендерес. Добро утро, душо. Каде си? Во стакленикот, ти? Во Алепо сум, само што излегов од состанок. Сега одам во Дамаск. Ке наминам од градилиштето. Мендерес, добро ли си? Гласот ти е... На пат сум, Лејла. Возам, поради тоа е. Денес имам многу работа. Ако најдам време, ќе ти се јавам повторно. Пријатно. Добро, душо, пријатно. Не ми се верува. Не ја памти годишнината. Тажна ли си? Што рече, душа? Се скара. О, господине Денис, гледам дека си ја придобил сестра ми. А? Се уште не. Кажи и на мајка ти да дојдете и да запросите вечер Лила. Ај, ја заборавив мајка. Надвор викајте, барат тебе. Ајде брзо. Оди, Чекај, брзо. внимавај, полека ќе паднеш. Слушаш ли?
Да. Стигнал еден пакет за тебе. Пакет, мила, од кого? Не знам. Од кого може да биде? Стигнал пакет од Мендерес за тебе. Леле, не заборавил. Годишнина ви е? Дадо изгледа полуде. Зарем зет ми ке заборави? Отвори го, Лела, ајде. Го отворам. Ова е CD плеер? Колку убаво, нели? Нели? Според мене воопшто не избрал нешто романтично. Би очекувала по-креативна идеја од зетот. Зошто? Според мене убаво е. Ке не биде од корист. Ке се спасиме од она растурено радио, нели сонат? Аха. Кој подарува на жената во кој е многу заљубен CD плеер, да бев јас ке му го фрлев на глава? Така ќе направиш кога ќе се омажеш. Јас веднаш ќе му се јавам на машми и ќе му се заблагодарам. Што правиш, Денис? Са ти ја колку подароци купува, а ти стои си настрана. Многу е гадно тогаш. Што е? Ти и денес не доаѓаш со мене? Ке ти збркат од факултет, јас да ти кажам. Има многу работа во стакленикот. Ќе останам да ја помогнам на Лейла. Ќе одела на лекар. Да, така е. Има закажано. Ајде, душо, јави се. Ало, Ало, знам имаш работа, не можев да издржам. го доби подарокот? Ти благодарам, Мендерес. Многу ќе ми биде од корист. Јас помислив дека ја заборави годишнината. Како да заборавам? Камо да можев да бидам со тебе. Но знаеш, има многу работа. Знам, секако дека знам. Не. Тажна си затоа што не можам да дојдам. Трепериш. Не, верувај ми. Дури мислам дека си лута и нервозна. Не, душо, од каде сега тоа? Колата ја паркираше погрешно. Заре мислеше дека нема да дојдам? Гласот во мене постојано велеше дека ќе дојдеш, но се плаши. Нека ни е со среќа четвртава година. А ти зошто не ми кажа дека ќе дојдеш? Многу си лош. Сака да видам како ќе се израдуваш. Се уште не ти ја докажав љубовта? Не знам. Нема штета од повеќе љубов. И јас сакам. Сакам еден ваков внимателен маж. Повторно постапи. Фатам. Се гледаме. Да. Морам да ти родам едно дете. Уште од сега се гледа дека ќе бидеш добар татко. Многу го браниш дете во Лейла. Видиш што ми направи? Ќе ме оставаш 3 дена во неделата. Јас ќе си најдам нова љубов. Некој ден ќе ми падне во раце, да не речеш дека не сум ти кажал. Не сакам со никого да ја делам жена ми. Мендерес, кога те нема, како да не можам да дишам, како да е мртов еден дел од мене. Мислиш мене ми е
Се изненади кога ме виде, а? Не се изненадив. Се навикнав уште од факултет на твоите изненадувања. Така ли? А што велиш за ова? Многу е убаво, Мендерес. Чави. А, ти веќе си ги сменила, ќерко? Ставив нови, мамо. Да ти се позлатат рацете. Добро си сторила. Многу убаво мириса оваа соба. Повели, како се викаш ти? Дилара, Кого чекаш ти сама тука? татко ми. Мајка ми е кај докторката. Тато! Здраво, Здраво. довидување. Пријатен ден. О, господине Мендерес, добре дојдовте. Господја Лејла кажа дека сте во Дамаск. Здраво. Искрено не Здраво. сакам да ја оставам сама. Денес ни е годишнина. Тој ми дојде како подарок. Многу убаво. Честито тогаш. Повелете, влезете внатре. Повелете. Прво треба да ви кажам дека е многу долга процедурата за вештачко оплодување. Навистина треба трпение и, господја Лејла, вие сте навистина најупорната мајка што сум ја видела досега. Разбрав, повторно сме на почеток. Резултатите се негативни, нели? Не, напротив, во добро време сте за забременување. И голема е можноста овој пат да ви соопштам добра вест. Навистина? Дај Боже. Знаете, и претходно неколку пати пробавме, но немавме позитивни резултати. Поради тоа ве молам, не се надевајте многу. Кога ќе ги добиеме резултатите? За неколку дена ќе ви кажам сигурно. Но ако нема ништо негативно, можам да кажам дека малку време остана да станете родители. Како ќе чекам толку? Штом досега сте чекале, господја Лејла, неколку дена не се ништо. Господине Мендерес, имате многу среќа што имате ваква издржлива и упорна жена. За мене жена ми е пред се. Сакам се да е во најдобар ред. Леле, да разговараш. Добро. Те молам, не заборавај. Мамо! Керко, чекај, зборувам со брат ти. Хајати, со никого нема да се караш и тепер, добро си не? Добро, разбрав. Уште еднаш не сакам да слушнам жалби од директорот. Добро реков, леле, мамо. Земи и право во школа. Немој да одиш да играш Дедо, фудбал. јас надвор те чекам. Каде одиш, Селахатин? Одам кај рудникот Фатманур. И Хајати ќе го однесам на училиште. Не грижи се, невесто. Јас лично, внукот ќе му помине. Пријатен ден. Хабибе, земи ги Мојата овие убава килко. девојка доручкуваше ли? Младост, лудост. Како расте личи на татко му. Кемалах. Зехра, ајде, Керко, одиме. Вие каде ќе одите? Јас ќе одам кај Туркан, мамо. И ќе земам нешто за вечер. Ти треба нешто? Не, Керко. Благодарам. Добро. Дојди, Керко. Каде одима, мамо? Ќе ти раскажам по пат. Илхан, спремни сме за утрешниот состанок. Ако сакаш да ја провериме уште еднаш презентацијата. Добро, ќе се видиме тогаш. Те чекаме. Докторката имаше многу надеж за бебето. Лејла. Чувствувам, Мендерес. Наскоро ќе вреди мачењето. Ќе имаме бебе. Што ветивме? Нема фантазирање пред да се случи. После многу се растажуваш. Се растажуваме. И јас велам, мора ли да имаме бебе? Така велиш, ама ти повеќе од мене сакаш, го знам тоа. Мендерес, те видов кога во болницата разговараше со девојчето. Знам дека ќе бидеш прекрасен татко. Сакам да го доживееш тоа чувство, Мендерес. Целото мачење ми е за тоа. Тоа го знам, Лејла. Знам, душо.
Керко, Дојди да видиме што имаме како за ајде тебе. оди со Дада. Имаме многу убави пижами како за вас, да ви ги покажам? Да, ве молам. Значи направил изненадување Мендерес. Добро, но Керко, јас се уште не сватив. Мендерес кога се јави не беше во Дамаск. Да, Паш како што Садакат, зарем ти не го знаеш нашиот зет? Вагата на Мендерес не е како на судството. Секогаш Лејла вреди повеќе. Разбра сега? Вие двајцата уште повеќе ми ги измешавте мислите. леле, мојата мила Садака се лути, се нервирам. Ке ти задам. Добро, добро, остави ме луда, девојко. Ви... Види го ти Джихан, се врати од Америка и веднаш почна да го има по весници. Бато Джихан? Джихан не ми е брат и не сме роднини. Заедно израснавте. Тој ти е како брат? Читај ја вест, ајде. Адвокатот за кривични дела, Джихан Хисарли, штом се врати од Америка, го доби првото судење, кое беше невозможно да се добие. Правната заедница зборува за овој успешен млад адвокат. Дај Боже, уште многу успеси да има Джихан. Се знаеше дека Джихан ќе биде добар адвокат. Адвокат, син на татко судија. Круша под круша паѓа. Изгледа дојда. Газел, му се јавили на Джихан? Што рече, ќе дојде ли на вечера? Му се јавив тато, што ми излезе од работа, ќе дојде. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Здраво. Добре дојдовте, деца. Како си, Како си, Газел? Добро. Добро. Зет, јунак. Добро Добре ве дојде. најдов, како сте? Повелете. Ова да го видам. Овие ноќници се многу корисни. Многу баба ќе ви стои. Но вие се малку демоде. Јас барам нешто посебно. Видете. Овие се од Истанбул. Се уште не ги ставаме на излог. Значи вие прва ги гледате. Аха. Да. Така ли? И бојата многу ви одговара. Не знам. Добро, ќе го земам. Направивте добар избор. Со здравје да го носите. Повелете. Патот. Не. Тебе ти се падна многу да патуваш заради нашето разгалено девојче Мендерес. Јас прифаќам се, тетко Садакат. Јас да се пресоблечам и веднаш доаѓам. Татенце. Прости ми, но... Не можам да ја прашам ќерка ми за вакви работи. Што рече докторот? Ке продолжиме да пробуваме. Јас не инсистирам да имаме дете со Лејла. Знаете, нели? Но Лејла е чувствителна за оваа тема. Секоја жена сака да стане мајка. Особено ако многу го сака мажот, сака да му даде едно дете. Твоја сум до крај, Лейла.
Мустафа, твоето многу убаво испаднало. И твоето. Што си купила, Асуман? Си го собрала цел маркет. Ах не, тоа се само ситници. На си едно... Според мене е малку претерана, но... Според мене е многу, разбираш, секси. Ти што и да облечеш ти доликува. Ти благодарам. Види, ова е за вас. Зошто си се трошела, Асуман? Секогаш кога доаѓаш носиш нешто. Се срамам веќе. Алалда ти е туркан. Зар имам друга другарка освен тебе? Ти благодарам, душа. Ти благодарам. Што се случи, Мустафа? Едното падна доле. Колку брго растат, не ли? Свекорти кога се роди внуката се наморти, но кога ја зема Зехра во рака, внуките биле многу мили, рече. Се сеќаваш? Воопшто не заборавив. Како вчера го паметам раѓањето на Зехра. И тој ден не беше покрај мене. Бев сама. Понекогаш мислам дека никогаш нема да заврши оваа самотија. Само Господ може сам, Асуман. Ти не си сама. И свекрвата и свекорти многу добро те чуваат. Работата на човекот е во Истанбул, што да прави? Кога доаѓа? Вечерва. Сте ја наполниле масата. Зошто толку се измачите така садакат? Не се возбудувајте толку. Оваа вечера не е подготвена само за вас. Зошто така? Вечерва ќе славиме и за победата на Џихан. На Бато Џихан, Газел. И тој дојде. Што ти е, душо? Изморен си? Ако сакаш, легни малку. Лейла, морам да ти кажам нешто. Што? Како си, малечка? Добра сум. Џихан. Добро ве најдов, татко Баки. Како си? Добро. Добра вечер, тетка Садака. Честитам си победил на судењето. И јас ви честитам. Овие се за тебе. Не очекувавме денес да ве видиме. Изгледа си направил изненадување. Ти благодарам, Џихан. Ева, ајде, штом се собравте, повелете на маса. Повелете. Пред да почнеме со вечерава, треба да ви кажам нешто. По вечерата ќе разговараме, зете. Нема да можам да останам после вечерата. Вечерва треба да се вратам во Дамаск. Во Дамаск? Ајде, помини, Герко. Добро, каде се задржавте до сега, Керко? Наминавме кај Туркан, мамо. Бога ми, ние сме гладни како кучиња снао. Убави. Ајде, жено, да јадеме. Во ред се, Лахатин. Хабибе, донеси чорба, Керко. Ај, Хајати, остави ја таа пушка. Дојди вамо. Мама, може да направиме торта за мојот роден ден? Те мола. Ќе ти купиме готова торта, Зехра. Види вака, Зехра. Ако си го довршиш јадењето, утре ќе ти купиме поубава. Добра. Хајати, си ја напиша ли домашната? Сине, со тебе зборувам. Ама бе, мамо, домашна па домашна, напишам. Ќе те контролирам после вечерата. Сигурно е напишал домашната мојот јунак. Ајде, јаде. Мораш ли да одиш вечерва, Мендерес? Утрово дојде. Да, душо. Утре имаме важен состанок во врска со новиот тендер. Ама не може вака, зете. Ке славиме за судењето на Џихан, ке славиме вашата годишнина. Помислев дека може би ке излеземе некаде. Ама морам да бидам таму, Газел. Ви се извинувам на сите. Лейла. Добро, зошто гледате така? Секако дека ќе си оди, работата не чека. Така, Лейла? Важно беше да дојдеш. Ако треба да си одиш, ќе одиш.
Ама барем мене да ми кажеш дека истиот ден се враќаш. Илхан е ова. Да ти го подготвам куферот. Резултат како Да видиме дали ќе те се допадне изненадувањето, Мендерес. И кажа на Лела? И кажав. Мендерес, неколку пати се јавија. Се јавија? Ти што им рече? Не знаев што да речем. Реков дека не може да те добијат. Подобро е да се јавиш. Добро, јас ке средам. Ти што направи? Купи тоа што ти реков? Средив секако. И тоа од најдоброто. И во моје име купив нешто во багажникот е. Си измачил, немаше потреба. Како да не, Мендерес? И јас сум тука за... Што шепотите вие овде? Зборуваме за утрешниот состанок. Да ве види некој ќе помисли дека кова те завери. И онака многу се лутам што се дружиш со овој беќар. Јас како неженет човек ви ја честитам годишнината. И на твоја глава, Илхан. Аман, брате, благодарам. Кој сака нека повели. Секако. Кажи ми, кој ќе шета потоа по барови? Леле, што велиш, Лейла? Како велат? Бракот е како коцкање. Или ќе добиеш, или ќе пропаднеш. Нема средина, сите немаат среќа како вас. Повелете. Благодарам, Керко. Нема ли да дојде тато за мојот роден ден? Ќе дојде, Милана баба, сигурно. Како нема да дојде? Зехра, да направиме ли торта, Мила? Роденденска торта. Еј! Но нема да извалкаме кујната. Дедо, јас и ти кога ќе одиме на лов? Нели бевме минатата недела макар едно. Ајде учи, па и оваа недела заедно ќе одиме. Оле, но да купиме една пушка за мене. Овие се многу стари. Стари? Тоа е семено наследство, бе. Гледај и учи. Оваа пушка ти е наследство. Дојди вамо да ти покажам. Добро. Види. Татко ти немаше никаква врска со лов. Татко ми воопшто не дојде на лов со тебе? Неколку пати го однесов. Ама не беше многу заинтересиран за ловење. Ама Кемал, мислам твојот чичко, Кемал многу сакаше да лови покојни. Значи личам на чичко ми. Јас не, дедо. Вака ќе држам пушката. Бам, бам. И ако одиш со мене, нема да се вратиш со празни раце. Значи, сите славејчиња, канаринци, ќе ги уловиш и ќе се вратиш, а? Секако. Види го ти јунакот наш. Ајде оди таму да учиш. Селахати. Не го учи детето да лови во се жалат од него. Како да не знаеш за тоа? Епа, машко е. И ќе се тепа, и ќе оди нало. Господе Боже. Не отидовме татко и син, ама ќе одиме дедо и внук. Бог да чува. Доста мармориш, Фатма Нур. Еве, гледај. На девојчињата месење, на машките ловење им доликува. Пријатно, газел. Ќе се видиме, зете. До гледање, твоите работи се во колата. Благодарам. Ајде, одиме. Навистина ми е жал. И јас многу сакав да останам. А да дојдам со тебе до аеродром Мендерес, овој пат да те испратам. 4 години секоја недела истото го кажувам. Потешко ми е да се разделиме на аеродром. Не инсистирај. Во ред. Не се мурти веднаш. За 2 дена сум тука. Илхан ќе ме однесе на аеродром. Штом се симнам од авион ќе ти се јавам. Договорено?
Доаѓа јајцето. Ајде да видиме. Еве го. Тука е добро? Добро е. Досието за состанокот е одзади. Добра испадна презентацијата. Ќе ја провериш? Ако ја добиеме и оваа работа, ќе биде одлично. Што мислиш о состанок да ми се јавиш? Може, ќе ти се јавам. Јас ќе си фатам едно такси од тука и дома ќе одам. Добро, добро. Илхан. Ти благодарам. Навистина. Нема проблем, Мендерес. Колку што можам. Среќен пат. Се гледаме. Се гледаме. Благодарам. Добра си, може да седнам. Повели, седни. И кога беше дете, постојано гледаше во небото. Ги сакам ноќите кога се гледаат звездите. Џихан, докторката рече дека можам да родам дете. Лейла, медицината напредува. А не сакав да им кажам на моите додека не биде конечно. Знаеш, потоа се растажуваат. Знаеш, чувам тајни. Многу сакам да му родам едно дете на Мендерес. Знаеш, тој нема семејство. Сакам да бидеме семејство. Ова и тој го сака, знам. Дојди, Газал, што стоиш таму? Изгледа вие разговарате нешто приватно. Јас... Да, многу приватно. Фантазиравме со Џихан гледајќи го небото. Како што правевме кога бевме деца. Дојди, ајде. Тогаш така ли правевте? Да. Да. Баш тука седевме и со сати гледавме во небото да не паде некоја звезда. Да, и потоа тука ќе заспиевме. Мама доаѓаше и велеше, повторно ли дојдовте да ловите звезди? И ќе не разбудеш. Лов на звезди? Убаво било. Се повеќе ми недостасува. И мене. Знаев дека не си заспала. Стаса во Дамаск? Да, само што слетав. Штом ти го чув гласот, ќе спија мирно. Мендерес, денес се беше многу убаво. Да можев да останам. Но знаеш, ете... Пред нас имаме долг живот кој ќе го поминеме заедно. Ке имаме и други ноки. Многу те сакам. И јас тебе те сакам. Бај. Пред нас имаме долг живот кој ќе го поминеме заедно. Ке имаме и други ноки. Многу ми недостигавте. Ајде. Ајде да влеземе внатре. Ајде, Хајати. Ајде, керко моја. Добре, деде, синко. Добро те најдов, тато. И вие ме чекавте? Останавме низ прозор гледајќи, добре дојде. Да си легневте? Зошто ме чекавте? Керка ти не ни дозволи да спиеме. Запна цела ноќ, ќе го пречекам. Кам татко ми. Мојата мила керка. Тато, ние направивме торта со мајка ми. Нели утре е нова година, затоа? Не е нова година, глупава. Роден ден. Хајати,
Зборувај како што треба со сестра. Хајати, сине, како си? И да ќе се раздени, се уште не заспати, ќерко. Не ме фаќа сон. Загрижена си за нешто, а? Не. Само имам некое чудно пречувство. За вештачкото плодување, нели? Не е тоа. Види, кажи ја вистината. Вие денес отидовте во болница, ништо не кажавте. Докторот да не ви каже нешто лошо. Не грижи се, тета Садакат. Се е во ред. И да има нешто, зарем нема да ти кажам. И на тебе, душа, лека ноќ. Ти донесов чисти јалишта. Благодарам. Те молам, немој. Те молам. Газел? Јас се уште не го прочита весникот. Но кога другите го читаат пред тебе, ти ништо не велиш. Мендерес. Но тој не го... Бога ми судио, сум видела да се сака зетот, но не сум видела некој да го сака и брани колку тебе. Господи Боже. Во колку е состанокот на Мендерес, Лейла? Попладна, тато. Се јави утрово. Ми рече дека ќе имал напорен ден. Многу работи тоа дете. Ама во ова време не е лесно да се работи. Побрзо нека заврши работата во Дамаск и нека дојде во Истанбул. И тој за тоа се мачи, тато. Не само што е работлив, туку и нетрпелив е човекот. За еден ден дури од Дамаск дојде во Истанбул. Не сум видела ваква љубов. Колку години се во брак, а се уште се заљубени, како средношколци. Само јас ли го бранам, господјо Садакат? Види, и нашата Газел си го брани зетот. Таа е господица авторитет, таа знае се. Тато, ти додека беше во Истанбул, јас седев мирна и бев многу паметна. Но птиците не велат така. Што велат птиците? Велат Зехра воопшто не јаде, уште е слаба. Не, тато, види. Тато, немај. Нема да преставам. Ке ти го изедам мешето. Мам. Немај, тато, немај јади. О, многу е вкусно. Немај, тато. Чекај, не се наедов. Тато, те молам, изеди го, брат ми, и од него малку изеди. Хајати, јунаку мој. Како си, сине? Добар сум, тато. Какви ви се односите, Керко? Добри, многу добри, мамо. И да го прошетам светот, да напишам неколку книги, после тоа можеме да размислиме за брак. Што е тоа, како е влија челебија? Шете, нема крај светот, ќерко. Пред да ти помине времето, омажи се, имај си семејство, и што рекле, семејството е клуч на врата на радоста. Нели е така, Лейла? Да, Газел, и ти оди по патот на дадати.